Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје. Ви посакувам добре дојде и ве поканувам и ова утро да не следите од почеток до крај. Иако календарски сме на прагот на летното, кога станува збор за децата, респираторните инфекции се уште не се повлекле целосно, сезонските алергии создаваат проблеми кај многу деца, а не се ретки ниту стомачните вирусни инфекции, кои во топлите денови многу полесно и побрзо се шират. Дополнително, високите температури носат своји ризици, особено кај бебињата и малите деца, и секогаш тука се јавува дилемата кај родителите како да ги препознаат вистинските симптоми. Некогаш има преклопување на состојбите и кога е вистинско време да се посети педијатарот, својот матичен педијатар. Вакцинацијата исто така е многу важна и зошто не смее да се одложува и во летниот период. На сите овие прашања, но и сето она друго што се однесува на здравјето на децата и нивната заштита во овој период, утрово разговараме со доктор Татјана Баевска-Вучковиќ, матичен педијатар, субспецијалист пулмоалерголог од поликлиниката Биотек Скопје. Добро утро, доктор Тања, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро до вас и до гледачите кои што не следат. Чест и задоволство ми е денеска да разговараме на теми кои што секој родител ќе ги интересира за своите деца, што треба, како треба да се направи, кога да се реагира, убаво кажавте. Тие се неколку состојби кои што сега во овој период нели се актуелни, така да ќе разговараме за се она што може да се помогне на родителите да препознаат и навремено да реагираат или да се обратат кај својот матичен педијатар. Така ќе им разрешиме, се надевам, многу од дилемите, бидејќи многу мина од нив и се подготвуваат да одат на летен одмор, па ќе ги интересира како претходна подготовка, како таму, а пак оние кои што се соочуваат со некоја од овие состојби, добро ќе биде да знаат како и првично да реагираат и кога да го посетат лекарот, и затоа им оставаме можност слободно да се јават и да се консултираат и со вас преку прашања. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Со доктор Татјана Баевска-Вучковиќ, матичен педијатар, субспецијалист пулмоалерголог од поликлиниката Биотек Скопје, зборуваме за сите предизвици во летниот период кога станува збор за децата и детската возраст, од бебињата, малите дечиња и оние веќе малку поголемите. Што е она што ја карактеризира оваа сезона, доктор Татјана, и што е она што најмногу циркулира сега во педијатриските амбуланти? Па во една реченица би кажала, може дека имаме се во овој период. Се уште се присутни респираторните инфекти, повеќе се вирусите, има и бактериски инфекции, меѓутоа доминираат вирусите. Имаме една комоција, да кажам, во однос на школските деца, бидејќи распустот започна, па тој колектив сега малце е разбиен. Меѓутоа, овие најмалите што посетуваат предучилишна установа, тие за жал цела година се подложни на постојани предизвикувачи. Во периодов се уште доминираат респираторни инфекти. Јас каде што работам во Биотек имаме одлична брза лабораториска дијагностика, така да периодов докажувам доста вируси. Короната повторно се појавува, ништо страшно, нели сега веќе одредени други параинфлуенци и така натаму, значи респираторни вируси се присутни. Меѓутоа во главном третманот е симптоматски, секако нели доколку има индикации и причина за подетелни други исследувања или влошување на состојбата, соодветно се третираат. Да. А која е најчестата симптоматологија и кога и обичната настинка можеби бара некогаш преглед, односно да се однесе детето кај педијатар? Симптомите вообично започнуваат со покачена температура, течење на нос, кашлица, може да има намален апетит, помалку да сака течности да внесува, и обично препорака даваме нели до 38 температура секако не се дава антипиретик, организмот да се изборува, потребно е тука многу хидрација, нели? И доколку нема подобрување или ако се влошува, веќе после 24-48 часа треба да се посети својот педијатар. Исто така, кога ќе почнат првите симптоми, не треба родителите веднаш сами да трчаат и да прават лабораториски анализи, бидејќи нема да добиеме соодветни параметри. Мора да оставиме 1 до 2 дена, збориме кога се благи симптоми нели во прашање, да ја видиме јасната слика што се манифестира и со лабораторијата што би потврдиле во однос на симптомите кои што ги имаат.
Но имаме и состојби каде што клинички, нели, веднаш ги докажуваме, доаѓа со температура, со прегледот гледаме, дијагностицираме дека има ангина или гнојна ангина, тогаш нема што да чекаме, едноставно се вклучува терапија, така да многу е важна комуникацијата со родителот во однос на тие анамнестички податоци што ќе ги даде кои се симптомите, кога започнале, тоа секако го прашуваме. Дали некој дома бил болен, па ќе кажат да, сопругот кива, кашла. Значи, кога еден вирус ќе влезе ке еден член од семејството, вообичаено ги поминува сите. Гледаме во главном да биде симптоматски третман со доволен внес на течности, пробиотици, тоалета на носна средина, да се хидрираат и да едноставно си помине тоа, бидејќи ќе се повтори таа вирус. Антибиотик е во исклучителни ситуации кога навистина има индикација да се вклучи антибиотик, но за сите останати состојби како што се овие вирози, гледаме да биде симптоматски, бидејќи тоа ќе се повтори, ќе го помине тој вирус, ќе биде неколку дена дома, ќе се врати во градинка, близок е контактот таму на децата, 1-2 да се со некоја вироза, таа бргу се шири, 2 до 5 дена инкубација, така да тие работи доаѓаат, траат, ама и брзо поминуваат. Така, да. Не е страшно. Кога велиме вака, најчесто на горните, така, респираторните инфекции тука доминираат. Горно-респираторни инфекти, да, меѓутоа имаме и долно. Има ли опасности во овој период нешто да секако, имам се јас симне надолу? пациенти што и сега се со бронхити, со пневмонија. Обично во летните месеци ја имаме и микоплазмата, таа е посебно присутна во ке школските деца, меѓутоа и надвор од таа рамка, да кажам, секако може да е присутна како атипичен или микроорганизам, меѓутоа доминираат горно-респираторните симптоми секако. Значи, дорно-респираторни има, меѓутоа се помалку во однос на горно-респираторните, посебно кај поголемите деца, кај малите, бидејќи се мали дишни патишта, таа слузница создава многу секрет и за кратко време тој секрет може да се спушти, нели, како што кажуваат и самите родители, да развие долно-респираторна состојба. Да. Аматичниот педијатар добро си ги познава своите Апсолутно, најмали пациенти, да, така, и да. некогаш може дури и да, нели, да се помисли и на нешто да, имаме состојби друго. каде што и телефонски, да кажам, се комуницираме, се дава совет, се следи детето, секогаш сме, нели, достапни, отворени за тој вид на комуникација. Да. Кога ќе се каже вака, има 37 со 5, например, ке маливе, ке бебињава, кои ќе почнат и забите да искачаат веќе. Многу често се случува да е пропратено со некоја блага температура, да тече носе. Да. Ке некој дури може да има течна столица, тоа е се индивидуално, меѓутоа организмот се бори. Имунитетот е намален заради болката која што ја чувствуваат, рачињата се во уста, така да често пати тие не се ни болни всушност, меѓутоа мора да ги поминат тие неколку дена и потоа родителот ќе се јави и ќе каже: леле, докторка, навистина изби запчето, така да тоа се све состојби кои што, нели, ние во секојдневието како се запознаваме со бебето, со семејството, едноставно си го следиме тој раст, заедно растеме и ги знаеме да ги препознаеме состојбите, дека не секогаш е инфект во причина. И на тој начин ги смирувате и родителите, Апсолутно, бидејќи кога станува збор за децата, а детето Секој посебно сака бебе или совет, мало не да, знае да ви каже што му е. апсолутно. Да, и таа доверба и комуникација родителот, педијаторот Па е многу важна и веројатно многу е клучна, да. Да. Сезонските алергии. Некогаш велиме како да разликуваме настинка од алергија, но и за алергиите, кога најчесто, на која возраст може да се јават, како да се ублажат симптомите, што се презема кај децата кога станува збор за алергија. Така, убаво прашање. Алергиите се уште не се присутни, значи имаме целогодишни алергени, но и сезонски, меѓутоа во овој период покрај целогодишните имаме и сезонски, се уште актуелен поленот на трева, на дрва, влагата како влага мувла, значи тоа е целогодишен алерген, за месец-два ќе влеземе и во доцна цветачките, да кажам, растенија кои што исто поленот е актуелен. Што е важно кога станува збор за алергија, нели тоа е генетска предиспозиција. Во главном првите симптоми се ке доенче од прилика околу 2 месеци, а може ке некој од самото раѓање, бидејќи како прв алерген што може да биде присутен, тоа е протеинот на кравјо млеко.
Така да ќе малите кои што веќе на месец и пол, 2-3 има атописки дерматит, ние знаеме дека во позадина има алергиско заболување кое што го наследил од некој од родителите. И во првите од 0 до 5 години, значи од 0 месеци до 5 години, воглавном доминира храната. Но таа храна ретко дава орален синдром, на мачнина, на лоши столици, подоен стомак. Воглавном се манифестира на кожата како атописки дерматит, а понатаму симптомите најчесто се кашлица, повторувачка кашлица, може да има ларингити, зарипнатост, значи дава респираторни симптоми. Тоа е храна, меѓутоа клинички се манифестира со респираторни симптоми. Од 5-та година понатаму, гените што проектирале никој од нас не знае, меѓутоа веќе доминираат воздушните алергени, кои што си имаат нели јасна своја клиничка слика на чешање на нос, чешање на очи, кивање, кашлица, визинг, свирење на градите и така натаму. Но за да помогнеме, бидејќи алергијата не се лекува, туку превенираме, мора да докажеме. Ние, каде што работам јас, на вистина лабораторијата има софистицирана лабораториска диагностика. Скоро веќе 1 година работиме со молекуларно докажување на алергенот, значи на најмалата честица што постои во протеинот. И затоа тестот се вика алергонанопанел. И на вистина докажуваме алергени и со стандардните тестови докажуваме, меѓутоа ова е едно повисоко ниво, каде што покрај докажаниот главен алерген дава и приказ на вкрстени реакции. Каде што, например, одредена храна значи може да има вкрстена реакција со некое дрво во пролет што цвета и дава јасен приказ и многу е важно ќе алергијата да докажеме или да исклучиме. Зашто? Бидејќи влие на квалитетот на животот. Кога ние ќе докажеме, веќе соодветно третираме и потоа преминува тоа во превенција, се советуваат родителите, например, како пред да почне сезоната да започнат веќе со орален антихистаминик или спреј за нос, инхалирачки кортикостероид, и едноставно да бидат стабилни. Сето она што имунитетот ќе го наруши, например, некоја вироза, некој инфект, некој стрес, го троши имунитетот, па може тие симптоми да бидат нешто поизразени, меѓутоа ние како професионалци си ги следиме тие работи и детето си расте во нормално здраво дете без никакви последици. И пак ќе кажам, што е разликата помеѓу настинка и алергија? Значи за кога првично ќе се појават тие симптоми да знаат да разликуваат. Значи ке настинките доаѓа одеднаш, воглавно ме попратено и со блага температура, пократко трае, меѓутоа кога во позадина е алергија, алерген кога има, таа кашлица трае долго време и е постојана. Посебно кога ќе кажат кога ќе бидеме во природа, ќе добие напад на кашлање или при изразена физичка активност може исто да биде присутна. Така да како професионалци секогаш мораме да провериме за да знаеме на што сме, имаме одлична диагностика која што за 24 часа ние знаеме дали имаме или немаме и ако имаме што имаме. Так, и соодветно се третира и влие на третмент. квалитетот на животот. Родителот се советува, бидејќи тој се грижи за детето во домашни услови. Меѓутоа и тоа дете еден ден кога ќе стане родител, ќе знае дека со алергија се живее, само треба да се научи како да живее. Да. Значи, некогаш и некои симптоми кои ќе речат, па детето така дише, детето така постојано подкашлува или нешто постојано прави. Мора да има причина. Мора да има причина за тоа. Кажувате, да, со тоа. Значи, тоа е знак дека таа слузница е иритирана, нешто ја предизвикува. Кога ќе исклучиме дека не е инфект, тогаш е алерген во прашање. Нема трето, нема нешто измеѓу. Така, да. Алергиите се во подем и пораст, за жал, во детската возраст? Да. Се во подем, значи изминатите години се повеќе растат, се на според Светска здравствена организација се на високо трето место. Генетиката е поврзана, значи ако едниот родител има алергија, 50% има можност детето да го наследи тоа. Меѓутоа, ако двајцата родители има, тогаш високи 70% се дека детето ќе има алергиско заболување. Но гените што проектирале, кога и во каква форма ќе се клинички ќе се манифестираат тие симптоми, тоа никој од нас не знае. Јас имам пациенти на 30 години се докажува алергија, така да не можеме да знаеме, меѓутоа кога станува збор за децата,
тоа е веќе еден стандард, еден алгоритам каде што веќе во најмалата доенечка возраст со тој атописки дерматит ние знаеме дека детето има носи гени за алергиско заболување и понатаму низ текот на годините клинички како ќе се манифестира си го следиме, меѓутоа имаме и диагностика, имаме и соодветен третман, така да едноставно си живее квалитетен живот како и сите други. Така да. А она што се манифестира на кожата, атопискиот дерматит, така кој што многу чеше иритира, така се манифестира, ќе го забележат првично родителите? Не може да се пропушти, бидејќи да не претерам, ама еве во 60-70% некој од родителите имал народно кажано нели екзема. Екзема е всушност атописки дерматит. Значи невозможно е да не се примети, бидејќи првично почнува со зацрвенети обравчења, па кожата станува погруба, па почнува да се чеша. Значи најчесто започнува на лицето, меѓутоа може да има на торзото, кога се помали воглавном е на бутините, на надколеници, на надлактици. Значи јас едно бебе кога си го прегледувам, со рацете ја поминувам цела површина на кожата и каде ќе осетам дека има погруба кожа, задебелена кожа, зацрвенето, значи тоа е всушност клиничката манифестација на атопискиот дерматит. И тука што може да се преземе? Треба нешто да се прави кај бебињата кога ќе има соодветен третман кај малите, воглавном има специјални сега нели козметики за атописка кожа, има суплементи во вид на сирупи од 6 месеци па нагоре што може да се даваат за да се стабилизира колку може таа алергиска реакција. И предноста кај нас во Биотек со овој алергонанотест што го имаме, што диагностиката може од 6 месеци веќе да се прави. Сите останати што се инвитро тестови се од 1 година, меѓутоа овој тест може веќе од 6 месеци и точно е тоа оној период кога ќе почнат и вкусови да внесуваат. Така да некогаш приметуваме, ќе каже мајката јадеше морков или карфиол, па повеќе се црвени во образите. Тоа се све симптоми кои што ние ги евидентираме за да дадеме причина зошто да се направи тоа алергиско исследување. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Тања, наред дојде и стомачните вируси, кои што некогаш знаат да бидат и многу тешки и многу да ги исплашат родителите и да го истоштат детенцето. Да, убаво го опишавте сето тоа, во секојдневието е така. За жал, ние со стомачни вируси цела година се бориме. На времето порано се знаело, било во период на лето, траеле по неколку месеци во таа рамка, меѓутоа сега имаме цела година стомачни вируси, па ќе кажам најмалите се највеќе изложени, бидејќи имаат близок контакт, се лигаваат со рачења во уста и така натаму, блиски контакти, не ги мијат тие сами рацете и така натаму. Меѓутоа летото си носи посебни специфики. Зашто? Бидејќи покрај актуелно што се присутни тие стомачни вирози, многу е важно во летните месеци, значи на пример овошје зеленчук да биде убаво измиено, све што можеме да превенираме за да не дојде до некоја состојба која што навистина знае да биде многу да го истроши тој организам. Воглавном термички обработена храна, храна во домашни услови, што помалку храна од надвор. Колку може хигиената да се одржува, ние не браниме ке децата и да фаќаат и рака да стави во уста, зошто бидејќи не можеме да ги чуваме по стаклено звоно. Со секој контакт што ќе го имаат, на некој начин го градат и го развиваат тој имунитет во првите 3 години, е најважно, нели? Меѓутоа и понатаму да биде стабилен. Но она што е важно, што треба родителите да знаат, овие стомачни вирози што ги имаме, нели, постојано да кажам, бргу доаѓаат одеднаш, траат кратко и поминуваат. Значи воглавном се што е од 3 до 5 дена се смета за акутен стомачен вирус. Уште еднаш ке нагласам, имаме одлична диагностика за брзо докажување и на вируси и на бактерии, но имаме еден одличен тест што се вика ентерофлоркиди, кој што со мал примерок од фецесот ја докажува целата состојба на стомачниот микробиом.
дали има некоја опортунистичка бактерија, значи причинител, како е здравата флора, во која концентрација е, значи како ја штити таа слузница, дали има кандида. И еден убав приказ дава, каде што воглавно го правиме после некој инфект или помеѓу инфекти, кога даваме соодветен пробиотик, па да видиме како се бустирал тој имунитет, бидејќи целиот имунитет доаѓа од цревата. Од цревата. Значи, стомачниот микробиом ни е многу важен. Имаме таков тест каде што можеме да докажеме. Исто се употребува и кај деца со чести респираторни инфекти, бидејќи пијат антибиотици или други некои препарати, па таа слузница се нарушува, паѓа имунитетот. Така да имаме една многу убава алатка со која што можеме да го следиме тој стомачен микробиом кој што е многу важен. Се она што е од 3 до 5 дена го сметаме за акутна состојба. Многу е важна хидрацијата, посебно во летото сега, бидејќи самото топло ја влече течноста. Значи 5 залчења да каснат децата е окей, но многу е битно да биде доволно хидрирано. Пробиотик задолжително, има останати суплементи кои што се користат. И воглавном 5, евентуално 7 дена максимум може да се толерира како акутен стомачен вирус. И за повраќање, и за диареја имаме никогаш суплементи. И заедно е, никогаш е изолирано. Обично така? почнува со еден симптом, па или со повраќање, па ќе се надоврзе диарејата, проливот, никогаш е само повраќање, никогаш се само лоши столици, нема правило со вирусите. Но има и суплементи, има и терапија, доколку треба антибиотска, се дава за да нели се истретира. Но ако трае повеќе од 7 дена и ако изгуби апетит, не внесува течност, паѓа во тежина, нема енергија, нема сила, тогаш веќе треба подетални исследувања, дури и упатување во институција на терциерно ниво за да се превземат соодветни понатамошни диагностики и третмани. Така, во поглед на хидрирањето, по мали количини, да, многу е вода, важно, вода е најдобро или треба некои специјални електролитите ни се така? многу клучни, имаме широк избор на пазарот, секој различен вкус прифаќа, меѓутоа за децата се направени да се прифатливи да може да ги пијат. Значи електролитите се клучни, вода секако, меѓутоа чај од камилица, јас учев од стари педиатри од минатиот век што беа и секогаш велеа чај од камилица со малце шекер, малце сол, малце лимонче, тоа е како инфузија во домашни услови. Значи се пие голтка пауза за да замени инфузија што е капка по капка. Ке децата имаме проблем, посебно ке малите што немаме добра соработка. И често пати бргу дехидрираат затоа што губат течности од многу причини, од самата состојба како инфект, од топлото време, па завршуваат со интравенска рехидрација. Меѓутоа секогаш првично треба да се почне со орална рехидрација. Па ако немаме успех, ако не успеваме ништо како родители да направиме, се влошува детето, нема дома седење, тогаш се упатуваат во установа на терциерно ниво. Така. Вакцинацијата. Многу е важна имунизацијата, а зошто не треба да се одложува во летниот период? Да, една тема која што е многу интересна кај родителите, дури како под наводници болна тема. Меѓутоа многу значајна. Зашто? Бидејќи вакцинацијата е еден од процесите кој што докажал дека се што може да се спречи, а да не се лекува, има ефект. Ние тоа мора да го почитуваме и да го одржуваме. Јас бев дел од тој тим на Комитет за имунизација 12 години, навистина постигнавме високи 95% имавме опфат на колективен имунитет и се осети еден комфор, меѓутоа ковидот и други состојби се наруши тоа. Меѓутоа еве кога зборевме и за вирусите, ротавирусот на пример, кој што е многу опасен ке најмалата возраст, ние го имаме веќе од 2019 година во календар. И да дојде во контакт со тој вирус ќе бидат многу поблаги симптомите. Тие се страшни вируси кои што може да доведе до животозагрозувачка состојба. Посебно кај бебињата и токму затоа нели почнува од вториот месец. Да, од вториот месец почнува за да се создадат тие антитела. За која ќе дојде во контакт да може да има антитела кои што ќе го заштитат. И затоа се многу важни. Исто за тетанус. Еве имам пациенти ја забораиле вакцината, сметаат ги примило другите, што па една ако не примило, но детето нагазува на шајка, па после СОС, паника,
и така натаму. Значи, таа вакцинација до 18 години што е задолжителна по календар мора. Да. Значи не смее да има отстапување бидејќи во прашање животот на тоа дете. Родителот си одлучува. Нашите препораки се дека треба да биде. Во лето немаме прекин. Зашто? Бидејќи исто е дали е лето, дали е зима, разликата која е? Треба е да бидат, значи да појдат во утринските часови, кога не е многу топло, колата да биде оладена за да го вратат до дома. Моите совети секогаш се за родителите. 72 часа имаме очекувана реакција. Значи не е тоа несакана, тоа е очекувана. Организмот добива 7, дури и 8 некогаш биолошки агенции и едноставно реагира, се бори. Значи, бидејќи е топло, во тие 3 дена треба да си бидат дома. Може евентуално навечер после 7 часот да излезат на прошетка кога нема веќе сонце, кога заоѓа сонцето, да биде хидрирано ако цица, да си најредовно и најнормално си се однесува со тоа што плюс дополнително треба хидрација, во однос чајче некој може да се даде, ако е поголемо нели и компот или сокче што и да е, меѓутоа важно е да биде мало бебе хидрирано. кое што цица се уште си останува така само на ексклузивно доење, но да бидат дома. Зашто? Бидејќи може да имаме некоја интеракција со топлото, со сонцето и така натаму. Ладни облоги се дава совет на местото каде што е нели боцкано бебето. Во однос на ротата имаме препораки како да се постапува, бидејќи тоа е многу агресивен, жив вирус кој што искача преку столицата, па даваме препораки како да се постапува, со ракавици да се собере таа пелена, да се фрли. Кога почнавме со таа вакцина имавме неколку лоши искуства кај што родителите од контакт нели од се заразуваат од вирусот, така, да. Меѓутоа сега сите внимаваат, сите веќе знаат. Се тие, така да безбедна е вакцинацијата и во летните месеци, со тоа што да се почитуваат препораките што ги даваме за да не дојде до некоја несакана реакција. Така, од редовниот термин кој што е закажан, може отстапување да се направи не може порано, не порано, а подоцна. Може да се задосни, може не сте тука, на пат сте, детето се разболева, некој член од семејството е со некој инфект. Значи не е страшно да се помести, но не сме порано. Значи има рамка кога е минимум периодот. Обично во пунктовите, во книшките им заведуваат датум предвиден. Не може порано од тој датум, но може кратко подоцна. Кратко, ама не премногу да се одолжува со месеци, оти тука веќе се ќе се поремети. Ќе се наруши балансот. Зашто е важно, еве на пример, последната епидемија што ја имавме пертусисот, значи направиле разлика во примовакцинација. Примовакцинација е во првата година што се примаат. Помеѓу втората и третата, да кажам, или помеѓу првата и втората, тука паѓаат антителата. Зашто инсистираме да биде константно? Бидејќи кога редовно се прави таа вакцина, тие антитела се бустираат и едноставно имунитетот е безбеден и детето е безбедно ако дојде во контакт со некој таков причинител, нема да развие клиничка слика која што може да биде животозагрозувачка. Така, да. И педијатарот го прегледува бебенцето или детето и проценува во моментот нели дали е во здравствена добра состојба за да си ја прими вакцината, а не ние сами како родители да предпоставуваме па нешто малку е. Имаме алгоритам за со полни 2 месеци кога се прима првата доза. Мора да се провери хемоглобинот. Бидејќи во првите 2 месеци бебето има резерва од мајката, но околу вториот месец веќе почнува вториот, третиот само да создава, ама тука имаме еден гап на интензивно растење и се случува да има благо намалување, не е тоа патолошка состојба, тоа е физиолошки и е нормално, некогаш може да причекаме, не е страшно, меѓутоа многу е важно тогаш се прави според алгоритамот и со полни 6 месеци, тоа е вториот гап, каде што веќе комплетно органите созреваат, да кажам, не скроз, меѓутоа созреваат и веќе само продуцира. Така да во тие 2 случаеви ни треба лабораторија пред вакцинацијата, а за се останато е по индикација. Така, да.
Кои ќе бидат препораките и советите до родителите во овој летен период, кога времето е топло и во поглед од заштита и од инсекти, и од топлото време, од сончаница и ред други нешта, и што во онаа домашна патувачка аптека да биде во еден дел резервирано за детето или бебето кога одите на одмор? Летото ни е на прагот, најавени се и топлотни бранови. Светска здравствена организација низ годините веќе алармира кога ќе дојде овој период, бидејќи имаме 4 ранливи категории, меѓу кои се децата. Што е важно? Значи, она што кажавме, сите состојби што претходно ги објаснивме, ги врзува едно исто НЗС со ова што на крај, што ќе ја кажеме која е препораката. Значи, мора да се почитува престојот на отворено. Значи, од 11 часот до 18-19 часот не смее да биде на отворено и да е под некоја дебела сенка, уве зраците влијаат. Значи, во тој период треба да биде тоа бебе или мало дете или поголемо дете треба да биде во домашни услови, посебно никако поголемите деца да имаат физичка активност во таа рамка кога не смеат да ја имаат. Треба да бидат доволно хидрирани, хигиената да се одржува во однос на раце и сите производи што спомнавме, нели, да бидат чисти и безбедни, термички обработени. Треба да имаат облека да бидат покриени, но во оние делови кои што се отворени, секако на пазарот има многу препарати со висок фактор кои што ја заштитуваат таа кожа. Шеширче некое памушно на главчето, да не биде директно, нели, и на сонце изложено без шеширче. Електролити ако има потреба да се примаат. Кога се оди на одмор, препораките ги даваме, нели, таа семејна аптека сите имаме и дома и кога патуваме. Фактор за заштита, рамката, нели, за престој на отворено и ако е покрај море, меѓутоа од 11 до 6 треба да бидат повлечени. Пробиотик задолжително да имаат, солен раствор за носето или некој деконгестив може во среднок да се разбуди со задното носе, па да не се плашат родителите. Антипиретик, аутан се препорачува од 2 години нагоре, бидејќи рацете во главном се во уста, па може да настане некоја ситуација. Има препарати за после убод, да се намачкаат. И она што е последното би го кажала, ако имаат мака, тука сме, достапни сме. На своја рака ништо не се прави. Секаде каде што одат има медицински установи, амбуланти, треба да се обратат ке стручно лице, бидејќи најлошата работа е давање антибиотик на своја рака, кога не треба. Имаме ние една состојба, родителот е психолошки посигурен ако носи антибиотик со себе. Но јас им велам, каде и да одите? Ако треба антибиотик, треба професионалец да ви го ординира. Зошто? Бидејќи кога се прима антибиотик, а е на сонце и на топло, може да има страшна интеракција, да има осип и да се искомплицира цела состојба. Кога станува збор за инсектите, крлежите се, нели, присутни во овој период, после престој на отворено, родителот треба да го истушира детето, но да го прегледа целото тело и ако примети некоја темна точка, дамка, како и да ја кажам, на телото што претходно ја немало, ништо сам да не прави, едноставно се отстранува тоа, но оди во здравствена установа. Така. Сето ова за да се помине едно убаво, безгрижно, топло лето. И за децата, и за родителите. И за возрастните, па и за родителите. Бабите и дедовците што чуваат. Точно. Ви благодарам, доктор Тања, за гостувањето. Благодарам и на вам за поканата. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.